Добар ден, драги пријатели! Добро дојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска зборувам за кафето, односно знам дека тоа е еден пијалок кој што многу од нас го конзумираме на секој дневно ниво и многу од нас не можеме да си го замислиме денот без кафе, вклучително и јас. На едно од епизодите, поминати се сигурно неколку месеци, зборував на темата кафе како прва работа во денот. И тогаш зборував дека кафето како прво нешто кое што ќе го ставиме во нашиот желудник не е најдобра опција и не е најдобра опција да нашето тело прво нешто што ќе го почувствува во денот ќе биде кафето, но тогаш не назначив дека кафето не е всушност лош пијалок да го конзумираме во умерени количини во текот на денот, дури напротив, јас лично сметам дека кафето е добро да го имаме по неколку пати во денот. Јас го пијам само еднаш затоа што пијам чај па кој што содржи кофеин, но во секој случај пиењето на кафе не е ништо страшно и напротив е добро. Зошто кафето е во ред? Прва работа, кафето содржи кофеин кој што е една од застапените супстанции кои што човештвото ги користи за додаток на енергија во текот на денот. Кофеинот е нешто што докажано е дека ја прави ментална будност, докажано е дека може да ја зголеми потрошувачката на калории во метаболизмот, особено може би тоа да придонеси ако луѓе кои што сте физички активни да го конзумирате пред тренинг па да ви помогне да согорите повеќе калории за време на тренингот. Не е тоа ништо драстично и немој да ме разберете дека ќе ви помогне да топите масти и да слабеете, затоа што знам дека многу луѓе едва и чекаат да слушнат информација дека нешто топи масти па да го купат како такво за да мислат дека ќе им ја замени и ќе ја надомести нивната лоша исхрана и лошите навики кои што практикуваат. Значи не се работи за тоа, се работи за тоа дека може да додаде потрошени калории во вашиот ден. Друга работа, докажано исто така дека кафето многу помага да се одложи или да воопшто не се појави диабет тип 2, нешто со кое што ова човештво се мачи, нешто со кое што се мачат преку 300 милиони луѓе на планетава Земја и таа е една од болестите која што дефинитивно го коси човештвото, имаме голем проблем со тоа, но повторно тоа е друга тема за која што ќе зборуваме, но во секој случај има научни истражувања кои што навистина потврдуваат дека пиењето на кафе може да припомогне во одложувањето на диабет тип 2. Исто така, не знам колку сте свесни, но кафето освен кофеинот содржи некои есенцијални нутритивни вредности као Б витамини, тука се манган, магнезиум, ниацин и така натаму. Значи тоа се нутриенти кои што нема да ги надополнат можеби секојдневните потреби за овие нутритивни вредности, но во секој случај ги има и доколку пиеме кафе ќе као ако имаме и подсреден начин на исхрана и квалитетен начин на исхрана, ќе си припомогнеме да избалансираме етен нутритивен внес. И уште една работа која што исто така сакам да ја потенцирам, односно да не ме разберете дека ако е сега јас го промовирам кафето како и не толку лоша ствар, односно напротив го промовирам како добар пијалак, тоа не значи дека вие треба да пиете по 6-7 кафења на ден. Искрено јас тоа го правев пред 6-7 години, пиев премногу кафења и тоа не е во ред. Но она што јас денеска би го советувал е да можеби 3 кафења да биде некој максимум кој што ќе го постигнете во денот. Јас ви кажав, јас пијам едно затоа што пијам и плюс 2 до 3 чаја кои што имаат во својот состав кофеин, спој од зелен, црн чај и така натаму, и затоа моето кафе гледам да биде само едно дневно. Тоа значи дека некој од вас кој што не заменува додаток на кофеин во остатокот на денот преку чаеви, може да пие максимум до 3 кафења дневно. Тоа е моја препорака и се разбира, гледајте денот да не го почнувате со кафе, затоа што повторно тука го нарушувате хормоналниот баланс, нарушувате некои хормони кои што се така наречени стрес хормони кои што се задолжени за да го будат телото, и доколку вие дозволите кофеинот да го буди вашето тело, телото ќе почне да ги намалува тие пикови на тие хормони кои што треба да го разбудат телото, и тоа веќе не е природен процес и ќе имате надолг рок дефинитивно проблем со будење и проблем со енергија. Затоа клучна работа пред се, она што секогаш го зборувам, на прво место треба да ви биде начинот на живот и начинот на исхрана.
пиење вода, физичка активност, кафето го зборувам само не како замена за лошиот начин на исхрана, туку како добра работа доколку го користите правилно кафето и кофеинот и тие нутриенти кои што ги има во него. Така да, доколку имате можеби било какви прашања поврзани и со кафе или со било која друга тема, производ и така натаму, Ask Јосиф хаштагот или контактирате ме во приватна порака и ќе дадам одговор на се што досега знам, практикувам и сум имал искуство со луѓе. Тука за денешната тема завршуваме. Ви посакувам здрави животни навики, ви благодарам за вниманието и имајте си убав ден. Чао, чао!